Драги гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на Естрада Плюс. И денес нема да пропуштиме шанса за добра забава и интересни случки од македонската естрада и пошироко. Ви посакувам добро расположение додека не следите. Во денешното издание на Естрада Плюс ке гледате: распеаниот камионџија неделата настапи во Космополит во Струмица. Елена Ристеска изјави: нема да се преселам во Белград. Шабан Шаулич мртов пијан ја пцуе неговата колешка. Во неголемата слава Желко Бебек уживал не само во рок-н-ролот, туку и во дрогата. Ален Хасановиќ со својот одличен настап го воодушеви жирито над звездите на Гранд. Останете со нас. Андрош Ангелковски, човекот кој работи како возач на камион во САД, е познат како распеаниот камионџија, во неделата настапи во ресторанот Космополит во Струмица. Оди звездо, оди звездо, сенко моја. За себе Андрош вели: ме нарекоа камионџија. Јас мислам дека не сум камионџија, јас сум доктор. Доктор сум затоа што секој човек е среќен, секој човек се смее и е задоволен, слуша, пее, игра, без разлика. Тоа е бесплатна медицина, што е најскапа во светот, што не може во ниедна аптека да ја купиш. Затоа јас не сум камионџија. Популарната пеачка која се пласираше на второто место на Твоето лице звучи познато, изјави дека нема да се пресели во Белград, иако можеби тоа го бара нејзината понатамошна кариера. Популарната пеачка која се пласираше на второто место на Твоето лице звучи познато, смета дека сега е вистинско време да се пробие на белградскиот пазар, а наскоро ќе се реализира и регионална концертна турнеја со надпреварувачите од двете сезони на популарниот ТВ формат. И покрај обврските во соседната земја, Ристеска нагласува дека кариерата на домашен терен и е приоритет. Нема да се преселам во Белград. Во Македонија се моите најблиски и моите најголеми фанови. Колку и да го ширам својот аудиториум на Балканот и пошироко, базата е секогаш дома. Од тука се почнува и тука се завршува, изјавила Ристеска. Незиниот нов албум, како што вели таа, ќе биде комбинација и доминација на два стила. Освен оној препознатлив звук во изминатите 12 години, овој пат работам и на класични поп композиции. Стиховите се мои, а некои од песните се снимени и пред 4 години, открива Ристеска. Познатиот пеач Шабан Шаулич очигледно го погоди песната која на уво му ја пееше неговата колешка, па му се одврза јазикот. Мртов пијан ја пцуеше Александра Пријовиќ.
Поранешниот вокал на легендарната група Биело дугме, Желјко Бебек, изјави за српските медиуми дека во времето на најголемата слава на групата, освен во рок-н-ролот, уживал и во дрогата. Живеевме бурно и лудо, се имавме направено, се поднесовме и уживавме во тоа. Иако некои од нашите животи не отидоа во некој добар правец. Мислам дека се правев исправно, се е минато и не ми е жал, открил Бебек. Бебек додава дека Горан Бреговиќ самиот избрал само со Ален Исламовиќ да прославува 4 децении од основањето на Биело дугме, со голема роденденска турнеја. Бреговиќ така си го испланира тоа, а Ален ги прифати неговите услови. Оние што одат на тие концерти сами проценуваат дека им е убаво или пак дека повеќе би им одговарала другата варијанта. Дипломатски одговорил Желјко Бебек. Крај бадарот седиш, мој бело платно белиш, бело платно белиш, душо се нагоре гледаш. Крај бадарот седиш, мој бело платно белиш, бело платно белиш, душо се нагоре гледаш. Харизматично момче кое со својата одлична интерпретација на хитот Као моја мати го воодушеви жирито во Звездите на Гранд. Да го погледнеме Ален Хасановиќ од Прилеп. Ти никад нечеш бити као моја мати, што е била отцу мој. Ален Хасановиќ, харизматично момче кое со својата одлична интерпретација на хитот Као моја мати од Здравко Чолик го воодушеви 6-членото жири на Звездите на Гранд и ги крена на нозе Саша Поповиќ и Лепа Брена, кои го наградија со аплауз. Со 1 милион прегледи се пласираше високо во топ 20 најгледани YouTube видеа на каналот на Гранд Продукција. Според официјалната YouTube статистика, хитот Као моја мати од Здравко Чолич во изведба на Ален Хасановиќ на телевизиското шоу Звездите на Гранд сезона 2014-2015 во моментот има гледаност од точно 1 милион и 97 илјади прегледи, а со тоа е најгледаното видео од новата сезона, но и 20-то поред најгледано видео од постоењето на YouTube каналот во сопственост на Гранд Продукција. Хасановиќ со оваа изведба успеа да го воодушеви жирито, но и да го освои регионот. Шабан Шаулиќ тогаш за еден српски медиум изјави: "Овој дечко има неверојатен глас и голема контрола на него." Проектот за афирмација и заштита на македонската забавна музика, сите наши песни во реализација на МРТВ, беше вистинска одскокна штица за Ален, а победата со своја авторска песна на Канео Фест 2014 во Охрид и честа пред 20.000 публика да го отвори големиот балкански фестивал Стари град во Нови Пазар, доволен мотив за силно да заплови во музичкиот свет. Од овој викенд започна вториот круг од музичкиот надпревар Звездите на Гранд, каде неизменично настапуваат по двајца кандидати и се избира подобриот, со што тој директно се пласира понатаму во шоуто, без да пее бараш. Тоа беше се за денешното издание на Естрада Плюс. Се надевам уживавте. Не заборавајте да не следите и понатаму. Се гледаме утре во исто време. Ви посакувам пријатно расположение. Чао, чао!